Добројавте во уште едно кратко видео на предприемач.com. Во ова видео ќе презентирам една интересна апликација која што, иако вела дека може да го замени бизнис планот, сепак не е за еден таков случај, но може да послужи како замена за книга со бизнис идеи, затоа што на некој начин ќе ве натера уште веднаш, само што ќе дојдете до некоја бизнис идеја, да размислите за некои дополнителни можности, самата идеја да биде спремна за некои следни чекори што би требало да ги преземете. Апликацијата се нарекува Elevator и доаѓа по името на она Elevator Pitch или краток опис на вашата идеја. Таквиот назив се користи многу поради фактот што во минатото, да кажеме, кога некои од вработените би сакале да презентираат некои од своите идеи што би сакале да ги примениле во работата, единствено можеле да го начекаат менаџментот, односно менаџерот во лифт и за тоа кратко време додека се сами во лифтот да му објаснат на колку што може пократок, поконцизен, поописен и по разбирлив начин да ја опишат нивната бизнис идеја. Еве сега да видиме што возможува оваа апликација. Ќе покажеме, имам креирано например идеја како за пример безалкохолни пијалоци. Она што можеме да забележиме е дека самата апликација ви дозволува да можете да внесете во пет различни подрачја елементи важни за вашата бизнис идеја. Тоа е самата идеја, пазарот, производот, бизнис моделот и извршувањето, односно менаџментот, би го нарекол. Во секој случај започнувате со бизнис идеја во која што и давате наслов, значи и започнувате со опис на самата бизнис идеја. Интересно е што во овој дел каде што идејата можете да ја опишете минимум, значи максимално во 140 карактери. Значи развивачите на апликацијата го презеле она што и Twitter го прави, значи каде што имате можност само во 140 карактери да опишете една бизнис идеја и едноставно да се обидете да во тие 140 карактери ги искажете најважните работи кои што се однесуваат на таа бизнис идеја, за да некој кој што ќе треба да ве изслуша ќе знае што значи таа бизнис идеја. Понатаму имате можност да внесете проблем. Значи секоја бизнис идеја решава одреден проблем. Тука можете да ги специфицирате проблемите. Значи кои што се предмет на вашата бизнис идеја. Односно проблемите кои што купувачите ги имаат, а вие преку решавање на тие проблеми ќе остварите, ќе реализирате, односно ќе креирате бизнис за вас. Откако ќе го дефинирате проблемот, следното што следува е решението. Затоа имате посебни можности во кои што ќе можете да ги внесете можните решенија за проблемите кои што сте ги дефинирале во претходниот дел. Понатаму, значи, откако ќе ја дефинирате идејата, следува дефинирање на пазарот. Значи, имате целен пазар во кој што можете и да пишувате и да внесете слика. Забележувате дека имам внесено една слика, само како проба. Понатаму, можете да внесете, да ги опишете, односно да ги наброите главните конкуренти кои што може да ви бидат, дали оние постоечки, и исто така да размислите за потенцијални конкуренти кои што можеби во моментов не постојат, но сепак ќе имаат можност да бидат конкуренти во иднината. Понатаму, конкурентската предност. Че веднаш размислувате што ќе биде конкурентската предност на вашиот нов бизнис, односно бизнисот што произлегува од таа ваша идеја. Откако ќе завршите со пазарот, значи во кој што ги дефинирате значи целниот пазар, конкуренцијата и конкурентската предност, можете да преминете на дефинирање на производот или услугата. Значи тука имате можност да внесете use cases, да ги внесете карактеристиките на производите и секако да размислите, односно да го внесете идентитетот на брендот. Значи што е она како бренд што ќе се обидете да го градите во вашиот бизнис, односно во производот или услугата што ќе ги понудите на пазарот.
Следното нешто што исто така е многу важно и што ми се допаѓа ова е размислувањето за дефинирање на бизнис моделот. Значи бизнис моделот во оваа апликација се дефинира преку 3 подрачја на бизнис моделот, и тоа монетизација, дистрибуција и финансии. Кога станува збор значи за монетизација, станува збор за модел на приходи кој што ќе го изберете и на каков начин вашиот бизнис ќе прави пари, односно ќе наплатува, односно ќе реализира приходи. Во секој случај, значи тука можете да размислите дали ако е физички производ, дали ќе продавате производ во кој што ќе се за парите ќе го давате собствеништвото на производот да биде на вашите купувачи, дали ќе го изнајмувате производот, дали ќе наплаќате за некоја услуга месечна членарина или пак ќе наплаќате 3-месечна, 6-месечна, годишна или пак ќе наплаќате еднаш или пак ќе наплаќате согласно користење. Сето тоа се елементи кои што ќе треба во овој дел на монетизација да го размислите, односно да го креирате вашиот модел на приходи. Понатаму се каналите на дистрибуција, каде што и ќе опишете како ќе изведете дистрибуцијата и можете да наведете одредени канали на дистрибуција, односно како производот ќе стигне до рацете на купувачите. И секако за финансите, некои основни претпоставки да поставите, што сметате, значи колку пари ќе чини производот, колку очекувате да реализирате приходи, колкави ќе ви бидат трошоците. Значи не е нешто конкретно, значи докажано математички, туку едноставно некои ваши предвидувања за самиот бизнис. Откако ќе завршите со бизнис моделот, доаѓа последниот елемент кој што е во оваа апликација, тоа е извршувањето, односно менаџментот. Значи прво што треба да размислите е за клучните луѓе, значи кој се ќе работи во вашиот бизнис, односно каква потреба ќе има вашиот бизнис од какви клучни луѓе. Дали тоа ќе бидат инженери, програмери, дали тоа ќе бидат работници со некое техничко познавање, например заварувачи или некој друг. Значи врз основа на тоа за што се базира вашиот бизнис, тука ќе треба да ги дефинирате, значи оние потреби, односно што треба тие луѓе како знаење или како вештини да поседуваат и да ги размислите можните луѓе кои што би можеле да ги поканите да бидат дел од вашиот бизнис. Следното е milestones и нормално да ги наведите следните чекори за кои што ќе треба да ги спроведете доколку сакате оваа бизнис идеја да стане вистински бизнис. Како што и кажав на почетокот, значи оваа апликација не може во целост да го замени бизнис планот или бизнис моделот во стилот што го работиме како дел од откривање на купувачи и посебно развој на купувачи како дел од Lean Startup модулот на премиум предприемач. Во секој случај, може оваа апликација да ја замени книгата со бизнис идеи, така да едноставно ако ви се допаѓа, можете да ја користите, може во секој момент да ви дојде некоја идеја, заведете ја, запишете ја, подоцна обработете ја накратко. Тоа е оној прв чекор што ќе го преземете кон реализација на вашата бизнис идеја. Тоа би било се за оваа видео на предприемач. Се гледаме во некој од следните видео материјали. Довидување.